Наташа Илиевска оствари огромен успех, прв во историјата на нашето карате. Со среброто во Загреб, бронзата во Кина, златото од Цирих и последната бронза во Истанбул, која и донесе бодови за прво место на светска ранглиста во нејзина категорија, Илиевска застана во првиот ред македонци за почит. Освои златен медал, кој е од најтешка вредносна категорија, и бронза која и го гарантира првото место на светската ранглиста. На последниот турнир од Премиер лигата, кој што беше втор поред турнир од Премиер лигата, воведени од оваа тековна година, јас успеав да го остварам бронзениот медал и со тоа да ги освојам и новите поени кои што ме полека но сигурно загарантируваат на првата позиција на светската ранглиста. Оваа првенство, само да споменам, дека е високо рангирано од Светската карате федерација и на оваа првенство доаѓаат земји ширум светот, така да јас еве ќе напоменам дека во мојата категорија се сретнав со своите најголеми фаворитки и особено драга победа во ова надпреварување ми беше победата над бразилката, која што е на втората ранг позиција за оваа тековна година и таа е единствената девојка која што би можела да ме загрози во тековната година да не ја задржам оваа позиција. Се надевам дека ова лошо сценарио нема да се случи. Инаку мене ме останува уште еден турнир во оваа година од Премиер лигата која што ќе се одржи за непол месец, во месец ноември. Ќе се одржи во Салцбург во Австрија. И на ова надпреварување, доколку јас успеам да остварам медал или пласман, значи веќе со сигурност ќе ја задржам првата позиција на ранглистата за 2011 година во мојата категорија. Го освои златото и се качи на пиедесталот, од каде и она и целиот свет ја слушнаа македонската химна. 2011 година јас постојано го кажувам тоа дека е некако врв во мојата кариера, бидејќи успеав да го остварам својот животен сон, да се качам на пиедесталот, да ми се свири македонската химна. Значи, остварувањето на европското злато е некако моја најголемо достигнување. Меѓутоа и ова прва позиција на светската ранг листа, нормално дека сега представува за мене еден мотив плюс да продолжам уште со позасилено темпо, за да ја задржам оваа позиција во оваа година. Меѓутоа имам и уште еден сон неостварен. Тоа е идната година ќе се одржи значи светското првенство, која што на 2 години се одржува. Така да ми преостанува во мојот плакар и уште еден медал од светско првенство. Така да се надевам нели дека и во иднина ќе успеам да си ги остварам и своите идни соништа. Оваа амбициозна каратистка има вкупно 114 медали, но бронзата од 1996 година ја поттикна длабоко да навлезе во спортот. Си ги памтам и по редослед, тоа е бронзениот медал кој што минатата година го остварив во Кина, во Пекинг, каде што јас добив ексклузивно право, за прв пат во македонското карате, некој спортист добил вакво право да настапува на први светски игри кои што се одржаа, како што реков, во Пекинг. Таму имав чест да се борам со 8 најдобри девојки во светот во мојата категорија. Јас како второ рангирана на светската листа ја добив оваа покана и за голема среќа успеав да го освојам и бронзениот медал. Така да и ова ми е мој многу драг успех. Исто така би го издвоила и во 2009 година мојот прв врвен успех како сениор и како член на сениорската карате репрезентација, односно освојувањето на сребрениот медал. Истата година остварив и уште еден голем успех, бев европска универзитетска шампионка, така да навистина имам многу драги медали кои што нормално ќе ги паметам за цел живот. Можам да споменам дека и 96-та година, далечната 96-та година, освојувањето на бронзениот медал на светското првенство за кадети и јуниори е мој можеби за тогаш најдраг медал, бидејќи тој практично медал е моја одскочна даска и која што направи да јас толку длабоко навлезам во карате спортот и мислам дека буквално од тоа мое прво високо остварување јас знаев дека уште многу долги години ќе бидам во овој спорт. Илиевска се закети со многу признанија, а со добивање на спортската пензија стана најмлада пензионерка во Македонија. Овие неколку години добив толку многу признанија што морам да признам дека ми представуваат огромна чест и задоволство. Јас веднаш после освојањето на сребрениот медал во 2009 година, кога станав европска вице-шампионка, добив признание од Агенцијата за млади и спорт како спортистка од светска категорија и се здобив со 4-годишна стипендија. Оваа година од Агенцијата за млади и спорт ја потпишав и пензијата како најмлада пензионерка сега во Македонија, значи се добив и со ова големо признание.
2009 година станав и спортистка на Македонија. 2010 година исто така го добив оваа признание спортистка на Македонија. Добив признание од градот Скопје, добив признание од родниот град Кратово, од матичниот клуб добив многу признанија, од Карате федерацијата. Значи, навистина многу признанија кои што за мене се само мотивација повеќе да продолжам нели во иднина со уште позасилено темпо за да ги нормално оправдам сите овие признанија од страна на цела Македонија кои што ми се пружени. Каратето во Македонија оди по нагорна линија. Заинтересираноста кај младите генерации е се поголема за овој спорт. Слободно можам да кажам дека во последниве неколку години каратето во Македонија се развива во една навистина нагорна линија, што мене навистина ми е особено драго. Бидејќи сум и помошен тренер во својот матичен клуб Мак Петрол, можам слободно да забележам дека се поголеми интересот и кај помладите генерации, постојано значи доаѓаат нови дечиња, се запишуваат нови млади каратисти. Така да навистина многу ми е драго што еве навистина каратето во Македонија е во една нагорна линија. Инаку што се однесува до овој постариот сениорскиот дел, не би можела сега да ги извојам бидејќи станува збор за многу голем број на успешни спортисти кои што јас верувам дека во иднина ќе носат многу резултати. Веќе 5 години во континуитет сениорската карате репрезентација носи успеси за Македонија. Наташа напорно вежба, станува и легнува со каратето, а токму тоа е клучот на нејзиниот успех. За да се биде професионален и врвен спортист, си бара нели нормално напорно вежбање, жртвување од некои нормални работи кои што се случуваат во животот, меѓутоа мене тоа воопшто не ми пречи. Јас особено овие 3 години навистина се однесувам максимално професионално, јас секојдневно тренирам по 2 пати во текот на денот. Нормално тие тренинзи ги прилагодуваме во однос на тоа дали имаме надпревари, дали е летен период кога немаме надпревари, тогаш повеќе се посветуваме на онаа физичка подготовка. Меѓутоа во главна јас секојдневно сум во оваа сала, минимум 2 часа на ден, понекогаш и 4 часа на ден, понекогаш го користиме кога е убаво време и кејот и средноводно за да правиме нели физички подготовки. Така да секојдневно значи станувам и легнувам со карате спортот, постојано сум преокупирана со каратето и мислам дека токму тоа е она која што нели вродува со плод и успех. Со посебниот начин на исхрана, Илиевска успева да одржи својата линија и добрата кондиција. Исхраната нормално мора да биде посебна кога станува збор за еден врвен спортист, особено кога ние се бориме во тежински категории, мораме да внимаваме на оваа исхрана, се со цел нели да не надминеме таа тежинска категорија. Јас внимавам на исхраната, се трудам да јадам што е можно поздраво, да внесувам како јаглехидрати, така и протеини. Постојано јадам житарици, зеленчук, овошје, значи внимавам на исхраната колку што можам повеќе. Исто така еве би ја издвоила прилика да спомнам дека сум и заштитно лице на Калифорнија Фитнес, користам продукти од оваа фирма кои што нормално како на дополнение на мојата исхрана ми помага да јас имам доволна енергија за да ги издржувам овие напорни тренинзи. Наташа е заштитно лице на Калифорнија Фитнес, но и заштитен знак на Македонија. Благодарение на нејзиниот тренер Бошко Заборски и нејзиниот матичен клуб Мак Петрол, Илиевска остварува успеси кои дополнително ја будат националната гордост. Ја направи Македонија горда, а и Македонија е горда на оваа успешна каратистка.